Пријатели, добар ден и од мене и добро дојдовте во уште една рубрика и издание Прашање и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и за секој од вас кој што е заинтересиран да ми постави прашање и да добие одговор на темите кои што тука ги обработуваме, слободно може тоа да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif и социјалните мрежи. Можете да ги искористите моите приватни профили и порака приватна да ми напишете и да ми поставите прашање, а истото може да го направите и преку броевите на телевизија Телма. Вели дали е неопходно да земам витаминска суплементација и дефинитивно, значи витаминската суплементација и било каква суплементација самата по себе кажува дека е додавање на нешто во исхраната и пред да го направите тоа бидете сигурни дека имате подобра основа на исхраната. Но како и да е, дефинитивно може да се постигне нутритивен внес кој што е неопходен за телото и без да користите било какви додатоци или апчиња, но за тоа дефинитивно треба и да сте голем јадач на овоше и зеленчук, особено на оние бобичести овоше како што се боровинки, капини, рибизли, малини и така натаму, кои што се со најголема концентрација на нутритивна вредност, но дури и тогаш е прашање дека ќе го постигнеме оптималниот дневен внес за витамини и минерали. Од друга страна, особено е важно кај трудници, кај доилки дека им треба суплементација и ако мене ме прашувате и она што јас се обидував да ги најдам одговорите на овие прашања, дека би требало да секогаш имаат суплементација, нормално во координација со својот доктор. Тука си луѓето кои што често знаат да бидат на диети, затоа што кога правите диета, најчесто е таа рестрикциона, се отфрлаат одредени продукти, се отфрлаат одредени калории и веројатноста дека ќе се отфрлат со тоа и голем дел на витамини и минерали е голема. Истото важи и за тинејџери кои што се во раст и развој, како им е потребна нутритивна поддршка, а често немаат време, често се бунтовни, често знаат да избираат храна, да не јадат одредени продукти, затоа суплементацијата и кај нив е доста важна. Истото важи и за вегани и вегетаријанци кои што често знаат да имаат дефицит за B12, за цинк и за железо и исто така жени после менопауза имаат зголемени потреби за железо и калциум. Иако можеби и да не се наоѓате во овие групи, суплементацијата нема да ви смета, но во секој случај треба можеби да ви помогне доктор или можеби некое постручно лице, за да бидете сигурни дека тоа што го внесувате ќе биде во добри количини.